и сите овие изминати месец и пол со маичките на шарената револуција. Не навредивте, ни кажавте дека не сме ги менувале и дека сме биле засмрдени во овие наши маички. За таа цел, јас денес ви купив маичка посебна, меѓутоа не со боите на шарената револуција, бидејќи вие тоа не го заслужувате, туку ви купив маичка со СЈО, специјалното јавно обвинителство, бидејќи вие сте еден од аболицираните политичари кои што се обвинети за криминал и би било добро оваа маичка ќе ви ја дадам за поклон кога ќе одите на распит во специјалното јавно обвинителство да си ја облечете. Се надевам дека ќе го прифатите овој мој поклон и се надевам дека ќе се извините. Во корпова многу има ствари, вклучувајќи ова мајка. Да. Има разлика меѓу честни и аболицирани политичари. Честните политичари дома си ги перат своји талиште, бидејќи има машина за перење, а аболицираните политичари кажуваат дека секој ден ги менуваат своите костуми. Ние не крадиме пари и немаме пари да ги менуваме костумите секој ден. Оној кој што крадел пари и се фали дека ги менувал костумите, нека му биде на чест. Честните политичари се капиме дома со средства за хигиена, за извештајот, бидејќи извештајот е нарушување на човекови слободи и права. Ве молам по извештај. Честите политичари, имајте респект спрема господинот Иџет Мемети и неговиот извештај. За господинот Иџет Мемети јас имам многу позитивно мислење, ќе го кажам, оставете ме да се докажам. Значи, честните политичари, му кажувам на господинот Иџет Мемети да си знае и да води сметка кога ќе ги детектира, се капат дома со средства за хигиена кои што самостојно се ги купуваат од собствените средства. Аболицираните политичари се капат во собранието на Република Македонија со средства за хигиена кои што ги нарачуваат од парите на граѓаните на Република Македонија. Дали се тоа нивеа, кремови за туширање или шампони, да знаат граѓаните дека тие политичари се капат во собранието на Република Македонија со нивните пари. Аболицираните политичари не сакаат да дадат ни 100 денари за средства за хигиена, туку ги трошат парите на граѓаните за таа цел. Ете, тоа е нештото што треба да го знаат граѓаните на Република Македонија и да прават разлика помеѓу честните политичари и аболицираните политичари кои што за жал го водат ова собрание. Сега да се навратам на овој извештај. Но сите да знаат политичари кои што менуваат костуми секој ден, во затворските институции кои што ги анализирал господинот Меджети, ќе ги минуваат кошулите, костумите, таму костуми не се носат, но маичките, костумите ќе ги менуваат на секои 2 недели, а не секој ден. Сега да се навратам на ова извештај. Дали ова извештај за Демократска Република Македонија? Дали ова извештај за држава која што сака да биде член на Европската Унија и на НАТО алијансата? Господине Мемети, од мен имате секоја чест и почит и до дуи кои што предпоставуваме предложиле нова позиција, затоа што точно сте ги детектирале проблемите во Република Македонија. Мал број на луѓе се охрабруваат кога ќе бидат именувани на одредена функција да му одолеат на притисоците на фамилијата на власт и да дадат реален и објективен извештај за состојбите во државата. Само ќе ви кажам она што јас прочитав и кој што го кажа господинот Мемети. Масовни прекршувања на човековите слободи и права, полициска бруталност, притисоци против средношколците, значи против малолетни лица притисоци од гарнитурата на власт, лошо функционирање на системот, недоволна грижа на презумпција на невиност, се апсат луѓе без никакви обвиненија и без никакво дело. Изоставува истрага за таа бруталност од Министерството за внатрешни работи. Јас не знам каде избега Чавков, но тука не е. А тој треба тука да одговара за многу работи. Полицијата ги заплашува граѓаните. Пресуди под притисок се носат во судовите во Република Македонија. Дали се ова реченици за еден извештај во Демократска Република Македонија? Мене ми наликуваат на состојби, елементи од еден бивш систем, меѓутоа не за време на поранешна Југославија, туку сталинистички систем. Најоштар комунизам кој што владеел во времето на СССР под време на Сталин. А денес го среќаваме во Северна Кореја. Денеска имаме, почитувани драги пријатели, единствено во времето на Чаушеску
Единствено сега имаме во Северна Кореја, каде што лидерите цртаат слики од своето раководство. И таму многу прецизно се наведени сите аболицирани луѓе, сите криминалци. Во даден момент под таа слика ќе пише криминалците на ВМРО ДПМН кои што го запустиле ВМРО ДПМН идејата за независна и самостојна Македонија. Многу се добри тие слики, бидејќи се точно детектирани сите. Ниту еден не е промашен од тие слики, е наведен сите оние кои што биле учесници или го поддржувале криминалот во Република Македонија и благодарам господине Меджити кој што тоа точно сте го наведеле. Оваа диктатура, овој режим кој што владее во Република Македонија го чувствуваат сите граѓани и денес. Наместо овие извештаи да ни бидат подсетник да ги промениме состојбите, денес во општина Битола се поканети 84 битолчани на информативен разговор, да признаат дека биле присилени од опозицијата да учествуваат на протестите и да ги шараат институциите кои што се извор на корупција и на криминал. Извор на овој режим. 84 битолчани, повеќето од нив жени и мајки на малолетни деца. Млади битолчани, малолетни и полнолетни, меѓутоа млади битолчани. На секој половина час размах се канети во Министерството за внатрешни работи да признаат дело кое што не е дело. Криминалците ќе стојат во институциите на овој систем, а оние кои што се борат и кои што се бунат против тој криминал се канети во Министерството за внатрешни работи раководено од овој Чавков, кој што немаше достоинство денеска да биде присутен на седницата на Собранието на Република Македонија. Докаде ќе одите со овој начин на работа? Вас ви се обраќа, мои почитувани колеги пратеници. Дали мислите дека со молчењето или со нападот или со одбраната на оваа врхушка криминална на власт, вие ќе бидете поштедени, ќе бидете кандидати за пратеници на редниот пат? Дали функцијата пратеник во Собранието на Република Македонија е подостоинствена од честа која што имате? Нема машина за перење која што ќе ве испери вас или председателот на Собранието. Оваа дамка која што ќе си остави председателот и другите нема да се исчисти со ниедно средство за чистење. Не да ги пери алиштата секој ден, не да ги соблеква секој ден костумите. Таа дамка која што си ја стави ќе остане за цел негов живот. Единствен председател на Собранието на Република Македонија ќе биде кој што бил аболициран. Ви благодарам.